Добро вечер на сите. Јас сакам најнапред да се заблагодарам на организаторот за поканата и за убавите зборови. И посебно да му се обратам на мојот драг пријател Јанош. Делото кое го правите во Македонија, да ја разнесувате благата вест за Евангелието, е навистина големо дело. И јас навистина посакувам Божји благослови и понатаму да ве имаме во следниот период во Македонија. Во едно рударско место во Англија, проповедникот пред да ја почне својата проповед, запрашал еден човек од првите редови. Вели, во што вие верувате? А тој самоуверено вели, јас верувам во црквата. Добро, вели, а во што верува црквата? Црквата, вели, верува во тоа во што верувам и јас. Добро, вели, а во што верува црквата и ти? И тој заклучува, вели, ние веруваме во едно исто. Од тука проповедникот заклучил дека постои некоја нејаснотија во поимањето на верата. Пред неколку дена еден од нашите институти во едно своје истражување објави резултати од една анкета. Според таа анкета, македонците и Македонија се најдоа меѓу првите нации од регионот по степенот на верување, по побожноста. Прашањето беше поставено дали верувате во црквата. Но на едно друго прашање подолу, дали верувате во свештениците, одговорите беа сосема обратни. Значи, во огромен процент верните одговорија негативно. Значи, немаат доверба во свештениците. И внимавајте, ако имаме некоја нејаснотија околу поимањето на верата, нашиот народ многу добро знае што всушност верата во практиката треба да биде преточена. Значи, нашиот народ преку делата на свештените лица фактички чита дали тие свештени лица се навистина верни. Тоа значи дека нашите луѓе добро познаваат дека по делата ќе се познае кој колку е верен. Всушност тоа беше инструкцијата од Исус во Библијата, каде што ни е многу јасно дадено како инструкција и како насока дека по делата ќе ги познаете моите. Но најнапред околу поимањето на верата. За да нема нејасноти, апостол Павле во своето послание до евреите, 11 глава, 1 стих, ни даде јасна и прецизна дефиниција што е тоа вера. Тој вели, верата е сигурна увереност во нашата надеж за спасение. Внимавајте, ние, според ова гледање на апостол Павле, имаме формирано жива представа за нашата надеж за спасението и оттаму ние ја влечеме нашата сигурна увереност во тоа спасение. Значи, надежта тука е централна алка во синџирот. И во вториот дел апостол Павле продолжува со дефиницијата каде што вели, верата е и докажување на она што не се гледа. А тоа што не се гледа е длабоко во срцето на индивидуата. Тоа се основите, фундаментот на кој што индивидуата всушност живее. Но најнапред ајде да погледнеме малку на надежта, како една алка помеѓу верата и љубовта според апостол Павле. Во петокот имавме едно прекрасно излагање на тема надеж. Тоа ме потсети на еден пример, кој што порано го имам говорено исто така. Во една болница во Америка, за тешко болните деца има посебно развиена програма за изгубената настава на училиште. Професори доаѓаат во болницата и ги одржуваат своите предавања. Односно, лекциите кои што се пропуштени, професорите ги даваат лично на тешко болните деца. И еден професор имал за задача да предава граматика. Глаголи и именки. Кога влегол во собата на болното дете, се запрепастил од гледката. Детето било во полусвесна состојба, со тешки изгореници, веројатно
претрпело големо страдање од некој голем пожар. Состојбата на детето била многу тешка. Тоа одбивало да комуницира со персоналот, не примало терапија, медикаменти, едноставно не сакало воопшто да комуницира. Длабоко во себе немало надеж дека ќе остане живо. Меѓутоа, професорот од врската си ја ценел дека треба да ја доврши и започнал со предавањето. Го завршил предавањето, утредента од управата на болницата му се јавуваат и вела што се случи вчера на предавањето. Веле ништо, јас само говорев редовната лекција за граматика, за глаголи, за именки. После предавањето, велат од управата, детето започнало да комуницира со персоналот, започнало да прима храна, се согласило да прима и терапијата и почнало заздравувањето. По некое време, откако заздравело, од управата го прашале: добро, што се случи после предавањето? И детето се обратило на персоналот. До тој момент јас бев длабоко убеден дека нема да живеам. Но се прашав себе си, зарем некој ќе ми прати учител да ме учи граматика, глаголи и именки, ако јас нема да живеам? Тогаш јас сватив дека всушност ќе живеам. И тогаш го променив мојот животен став. Значи, момчето од моментот кога сватило дека ќе живее, започнало да комуницира со персоналот, да прима терапијата, да прима храна и набрзо целосно заздравело и се опоравило. Значи, оној момент кога во тоа дете се родила надежта дека ќе живее, тоа го променило својот животен став и тој животен став всушност го променил исходот во неговиот живот. И сега, замислете на нас, христијаните, кога не би ја имале надежта за спасение. Кога Бог не би се објавил во тело во Исуса Христа, кога не би дошол на земјата да ни го покаже патот, вистината и животот, и кога преку раснувањето не ни ја покажа лично со својата жртва на крстот победата над смртта. Ние ќе бевме во заблуда, ние ќе бевме во темнина и ќе бевме убедени дека со смртта завршува се. Но Библијата не вели така. Христос покажа дека после смртта доаѓа живот. И самата Библија дава инструкција дека смртта е само преминот живот во живот вечен. Каква би била нашата состојба на духот и нашиот животен став како христијани, доколку ние ова не би го знаеле и доколку не се случеше сето тоа што се случи со Божиот план за спасението на човештвото. Живеејќи во темница, ние ќе тоневме во нашата немоќ да сватиме дека има нешто и потоа. Но тоа апостол Павле го објаснуваше во врска со верата. Верата е основата за надежта, а надежта, рековме, е промостување кое што не води до љубовта кон Бога со сето наше срце, сила, душа и разум, но и кон ближниот како себе си. И сега внимавајте. Апостол Павле оди чекор понатаму. Вели по делата, ние ќе покажеме и докажеме она што не се гледа во нашето срце. Она што на вистина ние не можеме да го видиме. Знаете, библискиот концепт е дека она што е основа на нашето срце, она што тлее во нашето срце, а кое што се слева преку нашите 5 сетила, нели сетилата за видот, за слухот, вкусувањето и восприемањето на надворешното, односно перцепцијата за светот околу нас, преку разумското спознание ние сето тоа го слеваме длабоко во нашето срце. Библијата вели понатаму, од преполнетото срце говори устата. Устата, вели, ги определува постапките. Ке правам тоа, ке правам ова, ке правам она, ке одам вамо, ке одам таму. Значи, со збор ние ги определуваме нашите постапки. Постапките веќе определуваат нашата навика, рутината во животот, која што го определува веќе карактерот. А нашиот карактер го определува исходот во нашиот живот. И внимавајте, каков е моменталниот исход во нашиот живот е директен одраз на она што е основата во нашето срце, на фундаментот
на основа на кој ние ги водиме нашите мисли, зборови и постапки. Значи на темелите на кои што ние ги носиме животните одлуки, кои што некој проценил дека се меѓу 300 и 800 во текот само на едно деноноќие. Затоа е многу важно да се посвети внимание какви се основите во нашето срце. Кој е вредностниот фундамент на основа на кој ние ќе ги водиме нашите мисли, зборови и постапки и ќе ги носиме нашите животни одлуки. И внимавајте, кои се тие дела кои што Библијата ни ги кажува дека се задолжителни да бидат основа и производ на Духот во нас. Во Галатјаните во 5 глава се наброени. Тоа се љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, благоста, добрината, верноста, кротоста и воздржливоста. Ова се делата против кои никој нема сила. Ова се делата против кои злото нема сила. И сега ќе одам само со еден пример, за да видиме колку е важно какви дела ние произведуваме во нашиот живот. Еден фармер во едно мало место во Англија слушнал повик од едно мало дете кое било затрпано од грст сено да го спаси. Фармерот реагирал брзо и го спасил момчето од задушување. Утредента благородникот дошол и му вели на човекот: сакам да ти дадам пари како знак на благодарност затоа што ми го спаси детето. Меѓутоа фармерот не сакал ни да слушне за таква работа. Во меѓувреме доаѓа синот на фармерот и тој вели: добро, штом не сакаш пари, дозволи ми барем да го школувам синот твој на исто толку елитни училишта како што го школувам и мојот син. Но фармерот се сложил. Синот на фармерот завршил медицинска школа во Лондон и станал еден од најголемите научници и истражувачи во својата област. Синот бил Флеминг, го пронашол пеницилинот и спасил милиони животи. Во меѓувреме синот на благородникот се разболува од истата болест и повторно синот на фармерот му го спасува животот со неговиот пронајдок. И внимавајте, синот на благородникот бил Винстон Черчил. Доброто со добро се враќа низ генерации. И многу е важно по делата да не познаат дека сме ние христијани, и многу е важно по делата да се држиме до она што ни го кажува Библијата. Елеонор Пауел има една прекрасна мисла која вели: тоа што сме ние е дар од Бога за нас. Но тоа што постануваме ние управувајќи ги нашите животи е нашиот дар за Господа. Па затоа ве повикувам сите да го дадеме најдобриот дар од себе си како за Господа во секоја наша мисла, збор и постапка и во се што ќе правиме во нашите животи. Амин.